Не би сакал повеќе време да одзимам, сакам едноставно сега да ја отвориме Библијата и да се поучиме од неа. За денеска решив да размислуваме за небесниот суд. Кога ќе споменам суд, која е прва асоциација ви паѓа на ум? Затвор. Кога ќе добиете покана за на суд, а уште не сте отворили да видите што пишува во неа, кој чувство се јавува кај вас? Страв, стрес. Веднаш на лошото размислувате. Не повикуваат за добро, има нешто лошо, некој тужба ми поднал. Кога зборуваме за небесниот суд, кој чувство ви се јавува? Страв. Но мислам дека таа е многу погрешна слика и многу погрешна, има многу погрешна слика создадена кај нас за небесниот суд. И денеска сакам да видам не она што јас ќе го кажам, туку што Библијата кажува за небесниот суд. Обично кога зборуваме за небесниот суд, ние зборуваме за истражен суд, каде што ќе се истражува животот на секој човек. И ќе се гледаат неговите погрешни дела, неговите покаянија, добри дела и на основа на тоа ќе се види дали тој човек навистина заслужува спасение или не. И обично кога разговараме за небесниот суд, за истражниот суд, се појавува претежно, значи не кај сите, али се појавува чувство на страф. Дали јас ќе го поминам тој суд? Дали пресудата за мене ќе биде позитивна? Или ќе бидем изгубен еднаш за секогаш? Која е централната глава во Библијата на која што ние како адвентисти го темелиме своето учење на истражниот суд? Данијело, 7-та, 8-та глава. И јас денеска на основа на тоа што е запишено во 7-та глава, би сакал едноставно да кажам дека Библијата кажува многу повеќе од оно што ние го знаеме за небесниот суд. Обично Данијело 7-та глава, каде што кажува, тамо пишува, ќе објасниме нели покасно, каде што едноставно е даден стихот во кој што кажува дека прадревниот седна на својот престол и книгите се отвори и почна судот. Тоа е Данијело 7-та глава. На основа на таа глава ние веруваме дека едноставно постои истражен суд, суд каде што едноставно се истражува секој живот. И обично фокусот го ставаме на поединецот, а тоа е дека мојот живот, твојот живот ќе биде истражуван горе на небесниот суд. Но, кога читаме 7-та глава внимателно, ќе видиме судот дека се занимава со многу поширока агенда, има многу поширока агенда неголи мојот и твојот живот. И мојот и твојот живот е вклучен тука. Но за многу поголема работа се работи. И тоа денеска ќе го видиме. Како што кажавме, 7-та глава е централната глава во книгата на пророкот Данијел, а судот е централната тема во оваа глава. Интересно е дека едноставно на почетокот почнува со визија, значи постои, значи целата глава е едноставно една визија која што ја гледа самиот Данијел. Постои визија, но постои толкување на таа визија, кој што е исто така вклучено во 7-та глава. Интересно е кога ја читаме таа визија, визијата оди најпрво оно што се случува на земјата, а подоцна оно што се случува горе на небесата. И зашто се работи во 7-та глава? На почетокот Данијел гледа како од морето излегуваат 4 животни. И ги знаеме кои си тие. Првиот е лав, и тоа едноставно го представува Вавилонското царство. После излегува мечка, тоа го представува Медоперсиското царство. Покосно излегува леопард, кој што го представува царството на Александар Македонски. И четвртиот звер, четвртото животно што излегува е недефинирано. И самиот Данијел не можел едноставно да каже ова личи на тоа и тоа животно. Недефинирано. И вели дека од едно од главите од тоа животно излегува едно мало рокче.
И тоа покасно опишува, тука објаснато е што прави, како и така натаму. За времето кога излегува тоа ропче, се прекинува, да кажеме, таа визија што се случува на земјата и Данијел едноставно гледа што се случува горе на небесата. И таму вели што? Дека прадревниот седна на престолот, се отворија книгите и почна судот. И покасно, до крајот на главата се објаснува што всушност се случува горе на небесата, на тој суд и зашто едноставно се разговора за тој суд. Ова накратко само го опишувам, бидејќи тука има многу детали, а верувам дека сите ние сме ја читале 7 глава и многу добро тоа го знаем. И интересно е дека тој суд, кој што се отвора, а Данијел го гледа, е суд на непријателите Божи. Така е опишено овде во 7 глава. А резултатот на тој суд е спасение на Божиот народ. Дали сте го приметили тоа? Што е целта на овој суд? Дефинитивно. Целта на судот е Бог да го спаси својот народ. Обично ние веруваме дека тоа е истражен суд. Но интересно е дека никаден во оваа глава не постои зборот истражување или истражен. Дали се го приметиле тоа? И денеска во адвентистичката теологија не се користи терминот истражен суд, туку предадвентен суд, бидејќи едноставно се случува пред второто Христово доаѓање. Доминантни зборови во 7 глава, предпоставам дека мислите дека е суд, но не. Суд се спомнува во оваа глава само еднаш. Доминантен збор кој што се појавува во повеќе варијанти е власт. Например, кога читаме 7 глава, ќе видиме дека зборот власт го има 8 пати. Кралство 10 пати. Кралеви 3 пати. Владение 21 пат. И тоа е клучната идеја. Власта во оваа поглавје е клучната идеја. Сето тоа поврзано со судот. Интересно дека таа власт, кој што имале некогаш ова царство, после друго царство и така натаму, во судот, кога заседава, ја одзима власта од еден entитет и ја дава на друг. Еве сега, например, ќе отвориме во 7 глава, ќе читаме во 12 стих. Вели вака: на другите чудовиште власт им беше одземена. Од ложината на животот им беше едно време и рок. Власта била одземена од чудовиштето, од животните, кои што ги набрајавме. И интересно е да се запази дека таа власт кој што била одземена како резултат на судот кој што заседава горе на небесета, била дадена на друг. 13 и 14 стих. Вели: гледа во ноќните виденија и ете на небесните облаци доаѓа како човечки син. Тој му се приближи на прадревниот и го доведоа кај него. Нему му беше предадена власта. Нему му била предадена власта. Која власт? Чија власт? Власта кој што имале овие 4 животни или 4 царства. Покасно истата идеја се спомнува, например во 26 стих, во истата глава, пишува следното: тогаш судот ќе седне, ќе му ја одземе власта, станува збор за малиот род, ќе ја разурне, ќе ја уништи сосем. И ако читаме во 27 стих, вели: а царството, власта и величеството под сите небеса ќе им се даде на народот на светите на Севишниот. Кога судот заседава, и како резултат на тој судски процес, што се случува? Се одзема власта од кого? Од царствата се дава на синот. Покасно, постојано судот заседава и власт ја одзема од кого? Од малиот род ја дава на верниот Божи народ. И тоа е резултат на тој судски процес што се случува горе на земјата. Власта ке 4 звера се одзема и се дава на Исуса Христа, на Божиот син.
и што е многу интересно да се запази. Таа власт која што имале 4 зверови или 4 царства е ограничена временски. Ни тоа го читавме во 12 стих, вели: другите чудовиште власти им беше одземена, но должината на животот им беше едно време и рок. Временски е ограничена. Но кога ќе се даде на синот човечки, таа власт е вечна. Ќе читаме во 12 до 14 стих, ово 12 веќе го прочитавме, и после пишува 13 гледа во нотните виденија и ете на небесните облаци, доаѓа како човечкиот син. Тој му се приближи на древниот и го одведоа кај него. Нему му беше предадена власта, честа на царството, за да му служат сите народи, племени и јазици. Неговата власт е вечна власт. Власта се одзима од царствата, му се дава на Синот Божи и таа власт е вечна. Додека власта која што имале царствата е временски ограничена. Интересно, кога по втор пат заседава судот и решава да ја одземе власта од малиот рок, истото се случува. Се одзима власта од малиот рок и се предава на кого? На Божите деца, на Божиот верен народ. Додека власта има малиот рок, пишува тука дека е временски ограничена. А кога ќе отиде кај Божите свети, таа е вечна. Еве ќе читаме од 26 и 27 стих. Тогаш судот ќе седне, ќе му ја одземе власта и ќе ја разорни, ќе ја уништи сосем. А царството, власта и величеството под сите небеса ќе им се даде на народот на светите на Севишниот. Неговото царство е вечно царство и сите власти ќе му служат и ќе му се покоруваат нему. Царството е вечно. Власта им се одзема на царствата и на сите оние кои што владеат, дали на политичко поле или на верско поле. Зошто? Ако читаме внимателно во 7 глава, ќе видиме затоа што тие ја злоупотребуваат власта која што им била дадена. Тие вршат присила, тортура, ги угнетуваат светите Божии. И бидејќи го угнетуваат Божиот народ, судот заседава, за да може едноставно да донесе праведна одлука. Сега се прашуваме, за чија власт се работи? Бидејќи кога судот заседава горе на небесата, клучната тема на тој суд е власта. Гледаме дека власта се одзема од едните, се дава на другите. За чија власт се работи? За власта на Вавилонското царство? На малиот рок? За чија власт? 27 стих ќе ни го покаже тоа. А царството, власта и величеството под сите небеса, од сите небеса, ќе им се даде на народот на светите на Севишниот. За власта на целата планета Земја се работи. Кој има таа власт? На целата Земја. Дјаволот. Дјаволот ја има власта над овој свет. Интересно, кога читаме во Лука 4 глава, не знам дали сте го запазиле тој стих, во Лука 4 глава зборува за искушенијата кои што Исус Христос ги имал во пустината. И вие знаете дека 3 пати се појавува ѓаволот и сака да го искушува 3 пати Исуса Христа. И сега замислете, кога сака едноставно да му ги даде царствата, да Исус владе со тие царства. Запазете што му зборува сатаната на Исуса Христа. Лука 4 глава ќе читаме 5 и 6 стих. И го одведе на високо и му ги покажа во еден миг сите царства на светот. Сите царства на светот. И му рече ѓаволот, ќе ти ја дадам, кој на кого му зборува? Ѓаволот му зборува на Исус Христос и вели, ќе ти ја дадам сета власт и нивната слава, зашто мене ми е предадена и јас ја давам кому што сакам. Кој ја дава таа власт? Вели, јас ја давам кому сакам, затоа што мене ми е предадена.
Да. Дали Исус кажал, се спротиставил на таа идеја? Дали кажал нешто, чекај Сатана? Не е то така. Не, Исус молчал, затоа што едноставно било то така. И она што Јани го спомна, кога таа власт ја добил, вие знаете кога Бог го создал небото, тоест и земјата, и се оно што е на земјата, Бог едноставно тоа му го дава во владение на кого? На Адам и на Ева. Но подосно, кога тие погрешиле, таа власт едноставно доаѓа во раците на Сатаната. За што се работи, за чија власт се работи? За власта што има Сатаната над оваа земја. И сега судот горе на небесата да се дава. И што решава судот горе на небесата? Го решава проблемот со големата борба. Дали судот само се занимава со нашите животи? Не. Судот горе на небесата има за цел да го реши и да донесе конечна одлука, да го реши најголемиот проблем во Вселената. Тоа е големата борба помеѓу Христа и Сатаната. Сигурно, бидејќи и ние сме дел од таа борба, и ние едноставно ќе се истражуват и нашите животи, дали сме били верни на Бога. Но судот не се занимава само со нашите животи, туку со големата борба, со поголемата слика. Често пати, знаете, од дрвото не можем да видам шумата. Нели, кога ќе гледаш, кога дојдеш близко до едно дрво, не можеш да ги видиш дрвата позади, целата шума. И интересно, кога се зборувала за оваа глава, често пати се спомнува само тоа истражен суд, нашите животи, но не се разговара за поголемата слика, која што опишена во 7 глава. Тоа е дека Бог има желба да ја одземе власт од кого? Од Сатаната, да го реши проблемот со големата борба помеѓу Христа и Сатаната, со побуната за која што едноставно ќе проучуваме ова тромесечие. И да ја предаде на кого? На Исус Христос и на кој друг? И на верниот Божи народ. Дали судот во овака опишен како што е во Библијата е навистина страшен? Не. Ово што го пишува овде и што го читавме во 7 глава во книгата на пророкот Данијел, тоа е радосна вест за секој верен човек. Зошто? Затоа што Бог гледа како едноставно ѓаволот се труди да го уништи, да злоупотреби таа власт која што има, да го уништи Божиот верен народ. И Бог сите пресуди што ги прави со цел да го заштити својот народ од дегнутувањата. И не само да го заштити, туку таа власт што ќе ја преземе од Сатаната, да му ја предаде не само на Исус Христос, туку и на верните Божи чеда. Дали судот е страшна вест? Не, судот е радосна вест. Затоа што судот покажува дека Бог е на наша страна, на страната на својот верен народ и работи во негов интерес. И сега ќе се запрашате што е со истражниот суд. Ништо не спомнавме. Кога Данијел ја гледал оваа визија, тогаш владеело Вавилонското царство. Но не бил само Данијел во тоа време како пророк, туку како пророк бил и уште пророкот Еремија, па и Езекијел. И тие биле едноставно современици. Во 50-та глава, 50 и 51-та глава од книгата на пророкот Еремија, Бог му дава видение на пророкот Еремија и тука станува збор за Вавилон. Но, во тоа видение, Бог преко Еремија на израелскиот народ му вели дека Вавилон ќе пропадне. Вавилон ќе биде уништен. И тоа е клучната идеја од овие глави кои што е препишена во книгата на Откровение. Апостол Јован, кога ги гледа видението, кога гледа дека ќе падне Вавилон, тоа се темели на овие глави, 50 и 51 глава. Книгата на Откровение е полна со старозаветни символи, со цел да оние кои што ќе ја читаат,
книгата на Откровение и го знаат Стариот Завет, да можат многу појасно да ги поврзат работите. Интересно е дека во овие глави, како што кажавме, тука се опишува, се дава сликата на Вавилон и падот на Вавилон. И тука ги спомнува Божиот верен народ. Ќе отвориме во книгата на Еремија, во 50-та глава, и ќе читаме во 18-тиот и 20, од 18 до 20 стих. Еремија 50 од 18 до 20. Вели вака: затоа Господ на двоинството, Израелевиот Бог, зборува вака: еве ќе ги казнам Вавилонскиот цар и неговата земја, како што го казнив Асирскиот цар, и ќе го вратам Израел на неговото пасиште да пасе по Кармел, по Васан, по Ефремовите ридови и по Галат, за да се насити. Во оние денови, во она време, говори Господ, ќе го бараат Израелевиот греф, ама веќе не ќе го има. Ќе ги бараат јудејските злодела, но не ќе ги најдат, зашто им простив на сите што ги запазив. Еве повторна идеја за истражниот суд. Тука има истражување. Во 7-та поглавја нема никаде неоставно да видите истражување. 7-та глава се занимава со судот, за да го реши големата побуна во оваа вселена. А тука го гледаме истражниот суд. Зборува за израелскиот народ, но може да се примени на нас. Кој ќе биде оној кој што едноставно ќе го бара Израелевиот греф? Ѓаволот. Ама вели, извештаите ќе бидат празни. Книгите на судот ќе бидат празни. Зошто? Затоа што вели Бог овде, зашто им простив на сите што ги запазив. Им простив на сите што ги запазив. Нема гревови запишани. Зошто? Затоа што не се направени? Направени се. Луѓето се покаяле, Бог им простил. И Бог едноставно луѓето ги гледа како никогаш да не погрешиле. Не заради нивните заслуги, заради заслугите на Исуса Христа. Ако сме верни на Господа, ако живееме според Божиото Слово, ако сме му се предали на Господа, дали судот треба да предизвикува страв кај нас? Не, тоа е радосна вест. Затоа што се оно што се случува на судот оди во прилог на Божиот верен народ. Ако се покаеме, ако стварно живееме според Божјата волја, нема едноставно од што да се плашиме. Интересно е што понекогаш и самите уметници учествувале во креирањето на таа погрешна слика во адвентизмот. Дали ќе се согласите? Не теолозите, уметниците. Не знам дали сте гледале она слика кога се прекажува судот. Значи, огромен престол, огромна катедра, горе седи Бог Отецот, ангели од секаде, и тука има еден поединец, Исус Христос се покрај него. Сега го гледале таа слика? И знаете, една слика, 1000 зборови. И можете едноставно да си создадете, така ќе изгледа. Мене ќе ми изведа тука пред судот, Отецот ќе ми суди, Христос ќе ме застапува. Јас треба да се треснам каква ќе биде пресудата. И знаете, понекогаш самото така е насликано тоа, да едноставно ви создаде чувство на страв. Што ќе биде со мене? Неизвестност. Дали Бог ќе ми ги опрости гревовете? Дали едноставно. И мислам дека тоа е многу погрешно. До ова што сега го читавме од Библијата, дали треба да постои страв за секое верно Божје чедо? Не зборуваме за луѓе кои што едноставно грешат и постојано едноставно живеат еден живот кој што не е според Божјата волја. Ме разбирате? Туку зборуваме за луѓе кои што погрешиле, сите ние сме грешни, ама се каат за своите греови, му го предаваат животот на Бога и Бог делува да ги менува.
И Бог работи на нив да ги менува. Дали за таквите луѓе судот Божие треба да предизвикува страв? Не. Тоа е радосна вест. Затоа што Бог конечно ќе го реши проблемот со злото. Затоа што Бог конечно ќе го реши проблемот со гревот. Затоа што Бог конечно ќе го реши оваа побуна во која што сите ние се наоѓаме, оваа голема борба помеѓу Христа и сатаната. Еве да ви кажам дека често пати ние мислиме дека Исус Христос ќе биде оној кој што нас ќе не застапува. Но знаете ли дека судот ќе биде предаден и на Синот? Еве, например, кога читаме во Јован, во 5 глава, во 22 стих, тука има се спомнати зборови за судот, и вели вака, 5 глава, 22 стих. Таткото не суди никого. Кој не суди? Таткото не суди никого. Туку целиот суд му го даде на Синот. А Синот е Исус Христос. Исус Христос умрел да ни избави. Па има ли потреба да се плашеме од нашиот Спасител? Ако стварно живееме еден предаден живот на Него? Нема потреба. Често пати, како што кажав, на тие слики се представа Отецот дека суди. А тука што пишува? Отецот му го предаде судот на кого? На Синот. Или еве ќе отвориме во посланието до Колосјаните, да потврдиме уште еднаш оваа идеја. Колосјаните во 1 глава, во 12 стих, еве што е запишено. Колосјаните 1 глава, 12 до 13. Да му благодарите на Бога, кој не оспособи за учество во наследството на светиите во светлината. Тој не избави од власта на темнината и не пресели во царството на својот возлюбен син, во кого имаме откуп преку неговата крв, простување на гревовите. Тој не избави од власта на темнината и не пресели во царството. Кој всушност тука нас не избавува? Отецот. Отецот, така пишува. Ние обично Отецот го гледаме, знаете како? Како немилосрден Бог, и сега Исус треба да го моли и да кажува: Оче, те молам, прости му на Михајло, он погреши, ама заради мојата крв, те молам, прости му. Така си замислуваме, нели? Ама кој не избавува тука? Отецот не избавува. Целото тројство е вклучено во нашето избавување од гревот. Нема потреба едноставно да создаваме такви погрешни слики. Нашите судови, кои што ги имаме на оваа земја, често пати таа слика за судот на оваа земја во нашето општество ги пресликуваме за небесниот суд и ние мислиме дека така функционира и небесниот суд како што функционират и денешните судови. Но, ако ја гледаме во Библијата, ќе видиме дека тоа е сосема погрешен концепт. Например, еве ќе ви кажам, сигурно сте ме читали книгата на судиите. Така? Тоа биле судии, кои што биле од Господа поставени. Со која намера? Со која цел? Да му судат на израелскиот народ? Да, да му судат на израелскиот народ. Али знаете ли што значило тоа? Да го одбранат од неговите непријатели. Кога израелскиот народ ќе биде поробен од филистејците или од другите народи, Бог праќал судии со која цел? Да го одбранат од непријателите негови. И да го ослободи. Да, дефинитивно. Значи, значењето на судот е што? Да го спаси својот народ од своите непријатели. Кога читаме во псалмите, исто така е многу застапена ова идејата за судот. И кога читаме во псалмите, замислите како Библијата или псалмистот Давид се изразува кога станува збор за судот. Еве, например, во Псалам, 76-тиот Псалам, 8 стих ќе читаме, и запазете добро како Давид се изразува за судот. Псалам 76, 8 стих. Ја изрече пресудата од небото.
Много јасно дека станува збор за суд. Земјата се стресе и занеме од страв. Кога Бог стана да суди, и што пишува? Кога Бог стана да суди, да ги спаси кротките на земјата. Зошто Бог станал да суди? Да ги спаси кој? Кротките на земјата. Кротките се неговиот народ. Бог станал да суди, да ги спаси. Да го спаси својот народ. Или, например, во 96-тиот псалм, ќе читаме 11 до 13 стих. 96, од 11 до 13. Вели, замислите сега добро, веселете се небеса, не повикува на веселба, на радост, и радувај се земјо, нека шуми морето и што е во него, нека се радува полето и што е во него, нека пеат радосно горските дрвја пред Господа, зашто доаѓа да исуди на земјата. Вели, веселете се небеса, радувај се земјо. Зошто? Затоа што Господ доаѓа да исуди на земјата. Дали ви се совпаѓа ова? Ке му суди на светот со правда и на народите според својата вистина. Библијата не повикува да се радуваме, не повикува на веселба, затоа што конечно Бог решил да суди. И суди според својата правда. Сосема поинаков концепт Библијата го кажува. И во контекст на судот, исто така, уште еден стих ќе прочетим, и тоа ќе биде последниот. Софонија збори, и Софонија го опишува Бога во контекст на судот на еден многу интересен начин. Ќе отвориме во книгата на Софонија, пророкот Софонија, ќе читаме во 3 глава, 14 стих, па може и понатаму. Вели вака: воскликнувај од радост Сионска ќерко, повторно повик на радост, на веселба. Викај од веселба Израеле. Весели се и радувај се од се срце Јерусалимска ќерко. Господ те ослободи од твојата пресуда. Зошто да се радуваат? Зошто веселба? Зошто? Затоа што Господ те ослободи од твојата пресуда. Бог те ги прости сите твои гревови. Бог ти ја дава својата правда. Да бидеш чист и бел како снег. Ги острани твоите непријатели. И истата идеја која што имавме и во Данијел 7 глава. Судот бил за да го спаси својот народ, а да му пресуди на непријателите Божи, на Божиот народ. И тука вели, Господ те ослободи од твојата пресуда, но и втората работа вели, ги отстрани твоите непријатели. Господ, Израелевиот цар, е во твоја средина. Не бој се веќе од зло. Зошто да не се бојаме од зло? Затоа што судот конечно ќе го реши злото. И вели, во оној ден ќе му се рече на Јерусалим, не бој се Сионе, нека не ти се истошат рацете. Господ твојот Бог е во твојата средина, силен спасител. Тој ќе ти се радува тебе пон со веселба. Ќе ти биде милостив во својата љубов, ќе воскликнува радосно на тебе. Дали убав стихот? Зборува за судот и вели нема потреба од страв. Треба едноставно да се радувате, да се веселите, затоа што Бог ги простил вашите гревови. Затоа што едноставно Бог им суди на вашите непријатели, на Божите непријатели. И интересно како опишам Бог тука, посебно во 17 стих, вели, Господ твојот Бог е во твоја средина, силен спасител. Тој ќе ти се радува тебе пон со веселба. И ова е единственото место каде што пишува дека Бог пее. Тоа ние тука не го гледаме, но го читаме во еврејскиот текст, пишува дека Бог пеел. И единственото место во Стариот Завет. Зошто Бог пее? Од радост. Тоа е единственото место кое што едноставно тука дадено, единственото место во Библијата каде што кажува дека Бог пее. И не само тоа, вели ќе ти биде милостив во својата љубов, ќе воскликнува радосно на тебе.
И знаете ли, кој збор е употребен тука во еврејскиот текст? Ке игра. Еве да ви опишам зашто станува збор. Ние често пати знаеме, сакаме да ги изненадиме Стефан и Данијел како деца. И, например, знаеме дека нешто посебно сакаат. И нема да им го купиме веднаш. И ќе мине некој време, ќе минува, нема им кажеме ништо и после некој време ќе го купиме и сакаме да ги изненадиме. И кога тоа ќе го видат дека го добиле, тоа што го посакувале, знаете која радост е голема. Па скокаат, па се радуваат, па тоа е невидена веселба. И буквално кога пишува тука во еврејскиот текст, ќе воскликнува радосно на тебе, буквално тоа го опишува, вели дека Бог ќе скока околу тебе од радост, затоа што конечно едноставно те спасил од грева, смрт. Драги браќи и сестри, има ли нешто што треба да предизвика страв кога станува збор за судот кај нас? Треба ли да се плашиме? Не. А ако сме навистина вери на Господа, ако стварно се каеме за сето тоа што сме го сториле и дозволиме Бог да не менува, нема потреба од радост. Судот не е страшен. Пак ќе кажам, дека судот е страшен. И треба да предизвика страв. За кого? За оние што не се покаале и што ќе застанат на страната на сатаната. Тогаш е судот страшен. Ама ако верно се држиме до тоа што го пишува Библијата, и ќе грешиме, не дека нема да грешиме, бидејќи таа грешна природа е присутна во нас, намерно многу греши ќе направиме. Ама ако се каеме и се предаваме на Господа, судот за нас не е страшна вест. Судот е радостна вест. И тоа го пишува Библијата. И нема потреба од страх. Затоа што Бог не гледа со окото што ќе направам одма да ми пресуди. Да, Бог гледа што ќе направам. Ама ако се покајам, ја ќе ме потикнува на покаяние, ако се покајам, тој искрено ќе ми прости. И ме гледа во истиот момент кога ми прости, како никогаш да не сум го направил тоа дело. Не заради моите заслуги, не заради тоа што јас правам нешто, туку заради тоа што едноставно Исус го има направено за нас. Знаете зашто едноставно се појавува страв кај нас кога ќе спомнеме суд? Затоа што може би се уште веруваме во оправдание со дела. Не знам дали ќе согласите со мене. Затоа што ако верувам дека моите дела ќе ме оправдат пред Господа, а моите гревови ќе ме осудат, тогаш имам потреба од страв. Затоа што никогаш нема да бидам достоен да се појавам пред лицето Божие. Но ако верувам дека преку вера во Христовата жртва, заради Христовите заслуги ќе бидам спасен, не заради моите, тогаш нема потреба од страв. Ќе направам многу греови, многу грешки, али ако искрено се покајам, од цело срце Бог ќе го покрие мојот грев. Ќе ми прости. И нема да бидам спасен заради тоа што јас го правам, туку заради тоа што едноставно Исус Христос го направил горе на небесето. Фала на Господа за ова радостна вест. И од срце сум благодарен што на таков убав начин не има опишано ова радостна вест. За судот. Затоа што судот пред се ќе се занимава со кого? Со Божите непријатели, за да го избави Божиот верен народ од тортурата која што ја врши сатаната со неговите сојузници на оваа земја. И тоа е навистина радостна вест. Нека стварно Бог ни помогне да одиме и да напредуваме и да бидеме радосни и весели заради тоа што Бог едноставно секогаш е на страна на своите верни.